Почитувани, за нас е година на скандали и криминал во режија на владата на СДС и ДОИ. Изминуваат 365 дена. 365 скандали. Секој ден нова афера, имаме скандал влада. Една година како Македонија го има најлошиот премиер до сега. Човек кој не победил на избори, а е премиер. И меѓу другото и заложник и слуга на Али Ахмети. Тоа најочигледно се гледа и по пресконференцијата на Ковачевски во јуни оваа година, кога запрашан како планира да функционира владата, буквално повторува како што му суфлира Ахмети, како до сега. И да, една година функционираат како до сега, со криминал, корупција, скандали и мизерија за народот. Еве само мал дел од скандалите. Ковачевски е човек кој свесно избегал служење војска. Причината која наведе трајна неспособност. Бил трајно неспособен за служење војска, но не и за матни сделки и бизнеси. Ковачевски пред себе го има само личниот интерес, а тоа го видовме и кога беше фатен жив во аферата Бројло, тешка 26 милиони евра. Фирмата Pixel Group, основана од него и неговиот кум и КМГ ЕОЛ Квазар, земале државна помош и грантови од полова милион евра. Тендери во вредност од 2 милиони евра, исклучуване милионски договори со Евана додека Ковачевски е функционер. За на крај, кога станува премиер, фирмата основана од него да влезе во 54 милионска инвестиција со бугарски партнер за изградба на фабрика во Тетово. Двајца генерални секретари на влада се веќе пред органите на прогонот, фатени во матни сделки и до гуша во кал. По примерот на Ковачевски и генералните секретари на влада, функционира целата влада. Пример е и тендерот кој го добива сопругата на директорот на ТЕЦ Неготино во Рек Битола, тежок 630.000 евра. И додека луѓе од власта прават пари во енергетиката, ЕСМ купува скапа струја. Месечно и се даваат и над 20 милиони евра за увоз. Половина милион едва преживуваат, а директори назначени од Ковачевски земаат месечни плати неколкократно поголеми од минималната. Еден владин функционер за 4 години заработува и до 920 минимални плати. Над 100 функционери криеле имот над 30 милиони евра. Што ги објавивме во аферата Тајни имоти, а потоа продолживме и со аферата Тајни имоти 2. Покрај тоа што е криминална, владата за пари и финансиска добивка на поединци го оштетува меѓународниот углед на Македонија. Сегашниот директор на АНБ, Жарко Милошевски, одобрил, Виктор Диновски проследил до МВР, а Ковачевски на влада му дал државјанство на рускиот олигарх, кој се мешави во изборите во САД. И наместо санкции, Жарко Милошевски е поставен за директор на АНБ, а Виктор Димовски е на пат да стане амбасадор во Франција. Тоа е истата влада, која сакаше 26 годишна девојка, ТВ презентерка, да испрати за генерален конзул на Македонија во Њујорк. Оваа влада е крајно неспособна и неработничка. 7 години не може да го завршат автопатот Кичево Охрид. Во истиот тунел каде што Заев вршеше надзор за работите, после неколку години отиде и Ковачевски. Ништо не е мрднато. Заради неспособност, но и желба за нечи профит, државата ќе плаќа 8,5 милиони евра заради раскинување на договорот за изградба на клиничкиот центар. Заради нивната неспособност и неможност да обезбедат подобра иднина и нормална живеачка да на протест излегува и работниците, земјоделците и студентите. И последно, но може најважно, Ковачевски и неговата влада се неспособни да ја гарантираат и безбедноста на граѓаните. Со месеци дојави за бомби. Од полициски депоа се краде оружје. Од фабрики за марихуана исчезнуваат тони од оваа дрога. И никој не е санкциониран. Ковачевски и неговиот ментор Ахмети мора да се заминат. Потребни се предвремени парламентарни избори и нова влада, која ќе донесе промени и подобра иднина. Благодарам. Доколку имате прашања, повелете. Две прашања, идентични прашања од канал 5 од Алсат телевизија. Идентични се прашањата. Движењето Бесовчеви изјави дека првично барат предвремени парламентарни избори, па потоа уставни измени. Како го коментирате условот на Беса, кој кон власта и кој е вашиот став? Благодарам. ВМРО ДПМН има комуникација со сите поголеми опозицијски партии и секако дека подршува секаква искрена иницијатива која е во насока на рушење на оваа власт. Оваа власт е рекордер на инфлација, сиромаштија и криминал. За секој подетално сценарио кое би било во таа насока, во овие моменти би се воздржале од јавно коментирање, зашто околу
Тоа содржи околу сите детали кои што се содржат, има потреби од сите политички чинители кои посакуваат промени и треба сите да бидат согласни за ова да се случува. Сметаме дека вонредните избори во годината што следи се неминовност, затоа што состојбите се алармантни и ќе имаме уште подраматични состојби. Имаме и се уште заглавена земја во корупција, криминал и економска криза, држава без преговори во ЕУ и со бројни условувања истите да почнат. Најдобро ќе биде Ковачевски сам да се повлече и да не ја загрозува дополнително државата. Наместо да слугува на Дуи, добро е да почне да служи на народот. Затоа би кажал, неминовно е да има предвремени избори следната година и тие ќе се случат. Благодарам и на вас. Имајте убав ден.